Благодарам председателе. Почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми, почитувана македонска јавност. Нешто во изјавата на колешката ми допре дека редовно субвенционирале земјоделците, па сакам да ве подсетам дека млекарите 2 години немаат земено субвенции. Сте се грижале за домашните инвеститори. Хартијата се трпи. Јас искрено да ви кажам, освен фабрики за марихуана, кои што имаат вработено по 40-50 вработени во секој град од државата, немам ништо друго видено од домашни инвеститори. И во здравството сте инвестирале, затоа имаме до пред една година и до пред една недела има само 10% имунизирано население. Сите слушнавме како се одвиваше набавката на вакцини од Република Кина. Затоа сме на врвот со 5.500 починати граѓани во светот со најголема ставка на смртност и затоа до пред еден месец немавме модуларни болници во сите градови. Тоа е вашата грижа за здравството. И уште нешто сакам да кажам за еколошката такса. Вие, борците за чист воздух, сега пред избори сакате да ја покажете вашата грижа за животната средина и воведувате такса од 3,15 денари и со тоа директно вршите покачување на цената на литар нафта за 5,3% и нафтените деривати. Ова зелена такса е зелена лага и фарса за граѓаните. Тоа е само да кажете дека декларативно се грижите, а уствари во минатите години што сте правеле. Според годишниот извештај на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги во Република Македонија се продадени 811.698 тони нафта и нафтени деривати. Продажбата на мазутот во однос на сите нафтени деривати е зголемена за 1,65% во однос на 2019 година, а и јавните набавки од болниците можат да се видат во 2018, 2019, клиничка болница Битола, болницата во Прилеп и други објекти, каква и што користеле за грејење. Замислете, оваа нафта, односно овај мазут содржи токсични материи. Овај мазут е забранет во европските земји да се користи. Замислете, ова е скандал од невидени размери. Замислете, за ова треба некој да одговара. Вие сега кажувате дека ќе се грижите за животната средина со воведување на еколошка такса. Ова е геноцид врз сопствениот народ. Геноцид, ова е тероризам. Не е тероризам на оние што се затворени за 27 април, кои што ниедна пушка, ниеден куршум не испука. Ова е тероризам. Да го труете сопствениот народ. Клиничка болница Битола да користи мазут за да се грее, кај што има 1000 вработени, кај што има и јадници болни, а вие да користите, борците за чист воздух и за здрава животна средина, да користите мазут за грејење. Вие ќе кажувате дека со воведувањето на зелена такса сте се грижеле за здравјето и за животната средина. Не. Тоа е само дополнително чепкање во джепот на граѓаните. И ништо друго не е тоа, да ви кажам. А сето тоа е за пусти пари и за пуста власт. Благодарам.